Со пополнувањето на упразнетото тренерско место и враќањето во екипата на Анета Ѓоргиева, ЖПК Младост идни на С е на пат да ги консолидира своите редови во понатамошниот тек на правенството и во целост да ги демантира гласините за наводно распаѓање и изгаснување на клубот. Паузата во правенството ќе се искористи за враќање на победничкиот дух и позитивната атмосфера во екипата, што е предуслов за остварување добри резултати. Во таа насока се изјавите на представниците на клубот. Сега моментално имаме нов двоец на тренери, значи тоа е Јоже Јованов и можам слободно да кажам, по моја проценка, еден од најдобрите, можеби најдобар играч во македонската женска фудбалска лига, Анета Ѓоргиева. Значи тренизите на стадионот на Масалница продолжуваат, исто така продолжуваат тренизите и во Скопје на чело со селекторот на младата репрезентација до 19 години Гани, со исклучок на 2 до 3 играчи кои морам да кажам дека не беа набркани од клубот, самоволно го напуштија клубот. Најдобрата фудбалерка Анета Ѓоргиева е поставена за тренер на екипата, што значи дека ќе има двојна улога. Сакам да бидам како пример на играчите, како тренер и во функција како фудбалер. Да, мислам дека ништо не е изгубено, ќе продолжиме и ќе се бориме за шампионска титула. И секако за купот. Да, имаме доволно играчи, но можем да спомнам дека 3-4 играчи се замина, но не се избрикани од клубот, но тоа е самоволно. Оризарки се надеваат дека своите вредности ќе ги покажат веќе на првиот нареден дуел во дербито против ЖПК Кочани во Кочани.